Audio Jungle. Почитувани гледачи, не случайно ја правиме комбинацијата искуство и младост, затоа што имаат што да слушнат и по возрастните и по младите, кога е во прашање спортот, кога е во прашање здравјето, а на тој план во Кочани темите се неисцрпни, затоа што имаме навистина талентирани, успешни спортисти, спортски работници кои знаат да му донесат радост и да го прослават градот и во рамките на државата и се разбира надвор од неа. Еден од оние кои уште од мало дете, би рекол, од 10, 11, 12 години почна да се пробива силно на спортската сцена во нашиот град е Мартин Стојменов, каратист кој, што се вели, од пелени се впушти во каратето и постигнува навистина одлични резултати. Поздрав за тебе и добре дојде во студиото на телевизија Кочани. Добар ден, поздрав до сите гледачи на оваа прекрасна спортска емисија и благодарам на вас за поканата. Така. Ајде на почетокот, бидејќи сигурно има и помлади гледачи и некои други кои помалку ги следат твоите резултати и успеси, една мала кратка лична карта. Кога почна со каратето, што те привлече да се занимаваш токму со карате, а не со некој друг спорт? Например, денеска младите му се радуваат на, не знам, на ракометот, бидејќи Македонија е мощно успешна, на кошарката, пред неколку години во Литванија и така натаму и така натаму. Да, така. Јас карате тренирам од мојата 5-6 година. Веќе активно се занимавам 17 години со карате. Каратето од секој сум го сакал, можеби од секој сум ги сакал боречките спортови, повеќе ме привлекувале, дали од филмовите што сум ги гледал со Джеки Чан. Најголем мотиватор од секојаш ми е бил Майк Тајсон. Так. И поради него така се запишав на карате. Тој спорт ме влечеше. Со годините сватив дека тој спорт е за мене, ми лежи. Така, дава можност за докажување, бидејќи настапуваш индивидуално, не зависиш од други учесници, туку се од тебе зависи. Да, каратето е индивидуален спорт, самостален спорт, што бара многу макотрпна работа, многу тренинзи, тука ти грешиш, ти победуваш, се зависи од тебе. Тоа на еден начин може би е предносно, но на друг начин секој се оставя сам пред противникот, пред публика, пред полна сала. Тоа не е баш лесно чувство. Знам дека многу спортисти се жалат на трема, на преголема возбуденост и така. Да, но тремата со текот на годините, како тренираш повеќе, како си повеќе спремен, таа ја однемува. Тука исто така и тренерот многу играе битна улога. Голема улога, така. Да, тој од страна ни сугерира, ни дава предлози како да нападнеме, како да се одбранеме. Се сеќаваш ли кога го освои првиот медал или првата диплома или што е тоа? Пехар, Тоа беше многу одамна. Тоа е било сум бил околу 8-9 години. Освоив трето место за прв пат. Тоа беше голем мотив за мене да продолжам напред. Каде се случи тоа? Тоа се случи на еден надпревар во Скопје, на меѓународен надпревар во Скопје. И тоа е еден мал медал кој ме потигна толку многу за да освојам уште многу успеси. Сигурно таму со тебе били твоите родители или не? Беше сам? Не, од почетокот настапував повеќе сам, потоа како правев повеќе резултати, тука имав голема поддршка од моите родители, пријатели, огромна поддршка од моите тренери, од мојот матичен. Кој ти беше првиот тренер тогаш? Мојот прв тренер ми беше Јорданчо Петров, кој уште е тренер во карате клубот Партизан од Кочани. Потоа во поголемата група ми беше Оливер Коцев, Благој Чуарсов и покојниот доктор Блажи. Да. После толку години можеш ли да направиш една споредба, вака на твоја анализа, колку спортот ти придонесе, да речеме, да се чувствуваш здрав, мокен, сигурен во себе, да се пробиваш во животот, да си индивидуа која знае што сака? Па вака, спортот кој што го тренирам јас е спорт кој бара многу дисциплина, самоконтрола, многу труд, вложување и така тоа ми помогна
насока, една права насока во животот, која бара многу како што кажа дисциплина, самоувереност, исто така тоа ми помага многу во животот, тактика да се снаоѓаш во животот, како во спортот така и во животот. Најдобриот мајстор што е во каратето, што го измислил каратето го споредува како начинот на живот и баш така е. Да, тоа е дел од тебе, фактички понатаму веќе нема од разделба со него. Да, каратето е еден Те спорт до крајот на живот. Да, што го засакуваш и можеш да го тренираш како што ги гледаме јапонците, тоа не е само на филм, тие го тренираат до 90 години, до крајот на својот живот. Така. Реков ти стекнува самодоверба затоа што каратистите се познати како луѓе со кои не треба човек да се закаши, да биде малку подалеку, затоа што може да добие ако биде нападен и ако биде на некој начин непријатен. Дали чувствуваш во тој дел сигурност, затоа што навистина имаш сигурно и предиспозиции во такви ситуации да се најдеш најдобро што можеш? Да. Кај нас во спортот, во каратето, е многу дисциплиниран спорт кој надвор од тренинзите, од надпреварите не треба да се користи спортот. Не служи за напад, за одбрана може, да, само тој одбрана. служи само за одбрана, пошто ние со многу тренинзи добиваме преголема самодоверба, добра тактика, кој некој од страна тоа не му е толку доволно познато, но имаме преголема самоконтрола што не треба да го применеме за непотребни ситуации. Така. Ајде малку ова повеќе се однесува за помладата публика, затоа ја вртам темата во тој правец. Джеки Чан се справува на филм со 20-50 луѓе. Успешен каратист во ситуација со 3/4, дали ќе излезе на крај? Да. Сигурно. Да, пошто ние на тренинзи работиме така, со еден партнер, 2-3 партнера, така, што можеш побрзо да реагираш, имаш поголем осет, поголема брзина. Знаеш каде да реагираш. Да, знаеш во кој момент да реагираш. Тоа е еден нормален човек, не може да го достигне без тренинзи, без многу тренирање и така. Сега котираш високо во делот на каратето, дали применуваш некоја специјална исхрана или тоа е редовно она што е за наши прилики, за нашата македонска кујна традиција? Да, како во секој спорт, така и во каратето, без разлика дали е фудбал, кошарка, ракомет, еден спортист мора многу да внимава на исхраната. Да има режим на исхрана. Да има еден строг режим на исхрана, да внесува повеќе протеини, јаглено-хидрати, да избегува брзи храни, пошто тоа го успорува, а протеините му се многу важни, пошто многу трошиме на тренинг, многу енергија трошиме и мора таа енергија да вратиме со добра исхрана. Без добра исхрана резултати може да се постигне до некое ниво. Така. Која мускулатура, кои делови од телото се најбитни за да се напредува брзо во каратето, да се биде добар каратист, врвен каратист? Па вака, во каратето се битни секој дел од телото, пошто се работи со раци и со нозе. Исто така мора да внимаваме и на нашата мускулатура, да го одржаваме нашето тело, колку повеќе го одржаваме, толку тоа ќе ни биде послушно на нас, ќе ни враќа со добри резултати. Тренираме, исто така одеме на тератана, вежбаме некои одредени вежби, на тренинзи вежбаме одредени вежби за сила, за одредени мускули кои што ни даваат предиспозиција за каратето, за надпреварите. Така. Од аспект на пијалоците, кои пијалоци му се пријатели на спортот и на каратето, а кои непријатели? Па вака, најголеми непријатели од пијалоците се алкохолот. Значи, во секој спорт, секој професионален спортист, и дали е професионален или аматер или почетник, мора да знае дека алкохолот и спортот не идат заедно. Мора да се внимаваат, да се избегуваат газирани пијалоци. Најдобро пијалок е водата. Значи, како што и на растениите и даваме вода, не и даваме сокови, алкохол, тие раснат и се развиваат, така треба и на децата и на професионалните спортисти. Најдобро е водата, а потоа си има некои одредени суплименти кои што ги примаме за сила, за одржување на мускулите, кои што се многу потребни во спортот. Така, да се навратиме уште еднаш на твоите почетоци, по колку денови во неделата или колку временски часови, например, започна со тренинзи и како сега е ситуацијата, колку тренираш многу повеќе, помалку и така? Да. Па вака ние во клубот трениравме по 3 часа во неделата. Тоа е доволно. Кога почнуваш, кога беше? Да, тоа ни е почетокот. Тоа е доволно за да почнеш да се уклопуваш во клубот со техниките,
Полека да ги совладуваш Да, техниките полека на да ги карате. совладуваш техниките на каратето, а понатаму како одеме попрофесионално и попрофесионално, тренираме секој ден, барем по саат и пол, два, за да ги достигнеме тие, да го достигнеме максимумот што можеме да го извадиме од нас, за да видиме што можеме подобри на надпревари. Значи тренираме секој ден во неделата по саат, по час или два. Така. Кога беше 10 на 12 години, дали имаше ситуација кога ги примени оние вештини од каратето некаде во некоја ситуација или немаше? Па од секој сум избегнувал лоши ситуации. Знаеш да ги предвидиш и навреме. Да, секогаш каратето е баш тај спорт што бара исто така само контрола како што кажав, и дисциплина и тактика. И секогаш гледавме да изиграеме тактички, да избегнеме лоша ситуација, да се справиме со противникот на најдобар начин. И така, до сега не сум имал некоја лоша ситуација. Се надам дека така и ќе остане. Најдобро е така и да остане. Да, да. Да. Ајде сега да те прашам, кога за прв пат го доби признанието, највисокото општинско признание спортист на годината на Кочани? Да, па вака, спортист на годината го доби во 2012 година. На која годишна возраст? Колку години имаше тогаш? Тогаш имав 17 години. Така? Да, 17 години. Тогаш имав освоено многу меѓународни, државни правенства, балкански правенства. Тоа ми даде еден голем потик исто така да се надпреварувам понатаму, да тренирам упорно и да го освојам моето најголем медал, Европското правенство. Така. Ајде малку објасни во тоа колку време се подготвуваше, какви противници имаше и како стигна до европскиот врв, што се вели? Да биде еден спортист член на репрезентацијата, тоа е еден огромен успех. Огромен успех. И сатисфакција за се што има сработено, за сите трени, за сите години поминати. Да. Секоја макотрпна работа. Тоа како за мене, така и за сите спортисти. Ако сакаат да освојат еден голем резултат, мора да имаат многу откажување. Да ги забораваат малку журките. Додека другарите седат во кафичи и така Да, тие мора да се сконцентрираат. Така, мора да се сконцентрираат убаво на работата на целта што е и да гледаат малце подалеку од другите. Значи да ги избегаваат ноќните клубови малце во одреден период на припреми. Така, тоа е поентата и на оваа емисија, да ги натераме младите да мислат многу повеќе на вакви резултати, успеси, да се определуваат за спортот, затоа што покрај тоа што можат да постигнат и добри резултати и лична сатисфакција, па можеби и да направат некоја професионална кариера, едноставно избираат прав пат во животот кој сигурно по сите критериуми е многу поквалитетен и многу покорисен за секој човек, за секој поединец. Да, баш така. Секој млад спортист, секој мало дете, ова е еден апел од мене да биде до родителите, да го запише на спорт без разлика кој спорт е, дали е карате, кошарка, ракомет, секој спорт е убав, секој спорт си бара дисциплина. Сакам да кажам дека тоа ги одделува децата од лошите пороци, ги наведува на прав пат, да си постават една цел и да бидат успешни во животот. Така. Да се вратиме сега на противниците на тоа европско првенство каде што ти го освои тронот. Се искачи на тронот. Да, тоа беше во 2014 година во Португалија, во Лимасол. Таму настапував со репрезентацијата и имав 5 борби. Таму имав 5 борби, од 5 борби победив 4 борби. Изгубив на нерешено. Можеби тоа е било за мене победа, како што кажав и јас, и моите тренери, и моите селектори, но понекогаш... Од која земја беше противникот? Противникот беше од Данска, од тој загубив, а ги победив од Босна, од Турција, од Шпанија и Франција. Тие се исто така многу... Според мене се поборечки нации отколку да речеме Данска. Да, но во каратето нема определена земја што е така повише. Сега како се влезе во олимписки спорт, во семејството на олимписки спорт за 2020 година во Токио, така секоја држава многу работи, многу вложува во спортот и секоја држава има одлични резултати. Така. Што е тоа што е сега актуелно кај тебе? Зашто се подготвуваш? Сега се подготвувам за државно правенство. После тоа државно правенство, ако освојам прво место, имам балканско правенство, па европско правенство. Какви ти се шанси да освоиш прво место во државата? Па јас
Има ли сериозни противници? Кои се најголеми конкуренти? Да, има сериозни противници, сите вежбаат. Македонија има одлични каратисти кои настапуваат како во земјата, во Европа, во целиот свет, имат освоено многу добри резултати, но јас веќе неколку години поред, 9-10 години поред сум државен правак. Имаш и соодветно искуство? Да, имам соодветно искуство, имам освоено неколку балкански медали, меѓународни, многу меѓународни медали, европски медал, што ми дава еден голем потик да се справам со противниците, да ги победам и да одам чекори понатаму. Така, ние ти посакуваме успех, па да Фала многу. после со резултатите да дојдеш овде и да разговараме повторно. За да си подготвен за тоа државно првенство, потоа балканско, например, тие последни завршни, може 15 дена, 20 дена, по колку време тренираш, вежбаш? Да. И кој вежби најмногу? Да, значи ние во годината си имаме период кога ја темпираме формата, имаме период кога ја спуштаме формата и кога креваме најмногу формата. Так, Значи тоа мора да му даваш на телото одмор или да го префорсираш телото малце за да направи еден голем резултат. Сега се спремам баш во голем интензитет, ја кревам формата, работиме барем по 3 часа на ден, што мора да одржаваме и килажата, да бидеме во одредена килажа. Како изгледа еден тренинг од 3 часа? Па еден тренинг од 3 часа за едно вакво загревање, нели? Да, за едно вакво надпреварување изгледа многу макотрпен, многу бара концентрација на тренингот, многу бара издржливост на тренингот, да ги издржиш со сите противници, да од почетокот до крајот на тренингот да бидеш концентриран на противниците и да изработиш најдобро што можеш. Така. За сето тоа да го реализираш треба да имаш и подготвена силна мускулатура која ќе ги поднесе тие напори, претпоставувам. Да, мора да има силна мускулатура, мора, како што веќе го имаме многу добри тренинзи кои ни прават програма од почетокот па до крајот и со текот на времето, која недела 2 пред државно првенство ние доаѓаме веќе во топ форма и излегуваме со преголема самодовербост и типуваме на медал. Така. Твојата спортска кариера во понатамошниот дел, посебно и официјален надпреварувачки дел, односно прво да те прашам, до која возраст обично се надпреваруваат каратистите, се најуспешни, во кои години? Каратистите се успешни најмногу после 20-та година кај нас во Македонија. Сите што ги имаат, тука веќе се зрели, многу попаметно размислуваат, тука веќе се доаѓаат во сениори, каде што сите се добри од сите држави. И најмногу резултати имаме освоено после 20-та година. Сите наши каратисти имаат освоено неколку европски медали, светски медали, што тоа ни дава до знање дека ништо не е невозможно во животот. Дека сите што се били светски праваци и европски праваци, значи сего може да биде само ако се доволно труде, доволно вложува во него и еден ден тоа ќе се исполни. Така. Ако таму на како ви викате тоа, на душекот или на татамите? Да, на татамите сте противници. Имаш ли пријатели од тие со кои сте се надпреварувале каратисти низ Европа по Балканот? Да, ние со сего противник после се поздравуваме, како што почнува борбата, така и завршува, се поздравуваме на најдобар начин, спортски и потоа остануваме. Имам многу пријатели од Балканот, од Европа и од цел свет, имаме многу пријатели кои што после борбата ние си остануваме да другаруваме. Во борбата сме може противници, ривали, али после борбата ние остануваме пријатели. Еден мора да победи, нели? Да, еден мора да победи и тука нема лутење, нема расправи и така. Колку каратето е спорт подлежен на повреди? Дали има често повреди, од каков вид се обично тие? Да, каратето, како и во секој спорт, апсолутно. Да, има повреди, така и во каратето, пошто се работи со рака, со нога, имаш контакт со противникот и доаѓа до некоја повреда. Најчесто малите дечиња кои што не се добро загреваат пред борба, не се добро истегнуваат пред борба и доаѓа до некоја повреда или од премногу вежбање, некојаш од премногу вежбање, а нема доволно одмор за телото и доаѓа до некоја повреда. Исто така ја имам едно големо искуство. Не се тоа страшни повреди, има начин да се надминат. Да, секоја повреда се санира. Тука тренерот да малку советува и така. Да, се надеваме дека тоа нема да биде некоја голема повреда но се случуваат повреди. Така.
сега она прашање што реков, кои се твоите размислувања за твојата понатамошна кариера воопшто во спортот како засега како спортист, нели, а потоа и веројатно како спортски работник, бидејќи претпоставам дека што толку си влюбен во каратето дека нема разделба со него. Да. Да го спомним уште еднаш, а добро да спомнуваат луѓе кои придонеле за овој град, Блаже Ѓорѓиев, доктор Блаже Ѓорѓиев, кој до последен ден што се одеше на тренизи и така натаму. Не се оттргнуваше од каратето. Да. Каратето е еден спорт кој веќе во мене владее. Да. Се надевам дека така ќе продолжам до мојата спортска кариера, до кај што ќе се надпреварувам. Потоа се надевам дека ќе продолжам како тренер, можеби како помошен тренер во клубот сега што е, па понатаму како тренер. Ќе вложувам во карате колку што може, како ја што имам освоено. Во светот е популарно приватна школа по карате и така натаму. Да, како ја што имам освоено неколку медали, моите тренери што имаат, па така може и јас ќе створам некои дечиња што ќе направат некои големи резултати. Така. Каква е сега состојбата со каратето во Кочани? Имаме ли млади, да ги наречам, наследници на Стојменов, на повеќето ви каратисти кои од овој град изгледаат Да, во Кочани има многу добри каратисти, многу добри дечиња кои ги гледаме со тренерите како полека напредуваат, освојуваат медали на државни, на балкански правенства, на меѓународни правенства, тренираат, упорни се надам дека така ќе продолжат, ќе освојат својата цел и ќе бидат едни добри спортисти. Така. Сигурно дека е добро за секој млад човек да започне со карате. Ти кажа дека на 5-6 години си почнал. Што велат и оние кои се поискусни или кои се занимаваат со тренерската професија, која возраст се најдобра да се започне со каратето за да се постигнат врвни резултати? Со каратето е најдобро, мислам дека со каратето и со секој спорт најдобро е да се започне околу 8-9 години, пошто тука веќе детето станува малце посериозно, позрело, во помалата возраст тука дечињата одаат само ради забава, ради дружба, а во 8-9 години веќе тука почнуваат попаметно да размислуваат, да ги сваќаат работите, да ги учат кати, борби, малце се посериозни децата и посваќаат и мислам дека таа возраст е најдобра за еден каратист. Но каратето се учи преку цел живот и никогаш не е доцна да се запише за карате. Ова се учи преку цел живот, тоа значи дека ти сега низ твојите тренинзи, низ твојата работа и понатаму учиш. Да. Каратето е еден спорт што никогаш целосно не можеш да го научиш. Значи, секогаш се унапредуваме, усовршуваме се повеќе и повеќе, учиме многу нови работи, одеме на семинари, како тука, така и во страна, и секогаш учиш нешто повеќе и сваќаш дека никогаш не го знаеш целосно каратето. Секогаш има некој што донел нешто ново, некој некој новитет. Така, во Македонија кои се моментално врвните карате имиња кои така што се вели жарат и палат во карате спортот во Македонија надвор? Во Македонија има доста многу каратисти што имаат освоено многу медали на балкански, европски и светски правенства. Едни од нив што јас можам да ги извојам што се исто така едни мои големи мотиватори, тоа се Жарко Арсовски, исто така ми беше селектор на репрезентација и има освоено многу премиер лиги, балкански медали и има освоено светски медал. Тој е единствениот каратист во Македонија што има освоено светски медал, сениорски светски медал. Исто така тој кој ми беше мене селектор, јас го освоив европскиот медал. Заедно трениравме. Што ти го пренел неговото знаење успешно. Да. Исто така Емил Павлов е многу добар каратист кој веќе 2-3 години е европски првак во сениори, има освоено премногу резултати, Берата ја купи, исто така многу добар, кој во кадети јуниори и U21 има освоено 4 европски медали, што се гледа дека во Македонија има големи карате имиња кои што владеат веќе во светот и се надевам дека така ќе продолжи и младите генерации ќе се угледат на нив и ќе постигнат врвни резултати. Како се дефинира еден каратист од овие големи имиња? Кој појас го има, колку данни, какви други, да речеме, титули се има во тоа? Во карато, какви се титули носи еден таков успешен каратист? Во каратето, како што и многу тренери имаат кажано,
не е битен појасот, битен е што имаш во главата. Така. Значи, мора многу тренирање, многу подобро сваќање, пошто до појасот може многу полесно да дојдеш црн први дан, втори дан, трети дан, но многу е битно знаењето, талентот, одржување на талентот, и тие титули најмногу ние ги добиваме со надпреварите. Тоа би дојде ако некој ученик може да има петки, ама да не знае доволно, нели? Да. Може да има петки кои се здрави петки. Има меѓу две петки има разлика, една е со учење и со знаење, друга е поради некои други околности. Така е. Значи ние нашите титули ги добиваме со надпреварите, пошто има карате, спортско карате и традиционално карате. Традиционалното карате е старото карате што си го тренираат повеќе за смирен дух, за самодоверба, за сила, за брзина и не се толку надпреваруваат. А спортското карате, моментално ние во Македонија најмногу го тренираме, спортското карате. Карате Федерацијата на Македонија најмногу признава спортското карате и најмногу освојуваме таму медали, пошто таму најмногу може да се докажеме со сите светски сили. Таму идат најдобрите каратисти од целиот свет. Така, кој друг спорт е близо? Например, ти со што друго можел да се занимаваш паралелно со каратето? Дали джудото може да е близо тука или не? Не, каратето си е сам за себе спорт. Да, си е еден поединечен спорт, така што многу добар спорт што може да му придонесе на каратето е гимнастиката. За добра разгибаност, за еластичност, за брзина, за цврстина е гимнастиката. Тоа значи во првите години е пожелно да може, ако има услови. Да. Исто така гимнастиката најмногу може да му помогне на каратето. Така. Ги спомнувам овие спортови, например, колку во сега твоја полна подготовка, колку може да направи склека еден каратист, или да не те прашам тебе лично, колку склекови, колку да истрчаш можеш километри, колку такви напори се може да се овладеш за да си во она топ форма? Да. Ние кога тренираме, кога се спремаме за некоја големо надпреварување, гледаме да се надминеме самите себе. Значи гледаме да достигнеме некоја предобра форма, зашто нашите противници не спијат и тие тренираат многу напорно. И тие се сконцентрирани исто на нивната цел. Еден каратист спремен може да направи 100, 200 склека, 300 склека. Так. Да, може да истрче многу, зависи од спортот, пошто ние се насочуваме повеќе на техниките. Тие спортови веќе се за издржливост, за склекови, за истрчено, атлетика. Тоа трчањето е мајка, кажано, на секој спорт, за добро тело, за добар изглед, за кондиција. Дури и шахисти трчаат. Да, дури и они. И таму треба кондиција. Да, така е. Значи каратето е спорт што бара да имаш добра техника, да си доволно смирен, сконцентриран на тоа што го работиш, да имаш правовременост, што е многу битно, и повеќе се насочуваме на тие работи во спортот. Така. Помага ли државата, локалната самоуправа на еден каратист млад или во оние зрели години, зрели за надпреварување, мислам, и колку имате поддршка во тој дел, бидејќи сигурно има и соодветни инвестиции, рековте специјална исхрана, мораш да си подготвен во секој време, мораш да имаш добра опрема и така натаму. Да. Патувања и тоа. Државата и град помага, но тоа сакам да кажам најискрено, тоа е минимално за еден спортист. Тоа е до некое ниво, аматерско ниво, што понатаму ти треба многу големи финансии. Значи помагаат мама и тато, најчесто. Да, најмногу помагаат мама и тато. Клубот колку може помага. Значи за еден спортист да се бави професионално, како што кажавме, многу е битна исхраната. Да прате многу семинари, како во земјата, така и во странство. Исто така е многу битна опремата што ја носиме на нас, која што е многу скапа, и тоа што помага државата е минимално. Што значи тоа многу скапа? Колку кошта една опрема за да се излезе со неа на едно европско надпреварување? Да, таа опрема за едно европско, како што е кимоно, ракавици, ногавици, градници, штидници за нози, целата опрема што ни кошта може да кошта околу 1200 евра само за едно едно надпреварување. Исто така и европските правенства, балкански, светски правенства бараат многу големи финансии за самото учество, за пат, за сместување, кој што тоа да си го финансираат самите спортисти е многу голем трошок. Да, и се надам дека државата ќе
повеќе ќе помага, градот исто така, за дечките да бидат стварно успешни спортисти, зашто има во нашиот град и во државата има огромни таленти што може да достигнат врвни резултати, само мора малце да и се помогне на тие дечиња. И сега при крај сме на разговорот да те прашам, има ли дечиња на пример кои ти приоѓаат и кои или си слушнал муабети кои сака на кои си им идол, кои сака да ги следат твоите патеки? Па да, има дечиња што доаѓаат кај мене. Сака да научат нешто. Да, сака да научат нешто. Ме прашуваат како сум достигнал некоја цел, како сум победувал на надпреварите, и тоа исто така ми е многу мило, за да ги дадам некој совет, да ги подучам како треба, за и тие еден ден да достигнат врвни резултати. Се уште си ергенче? Да, На која година, на колку години се женат каратистите? Па тоа е една тоа е една приватна работа и тоа си самостална работа, да. Кога ќе му се стеми, вели ги. Да, кога дојде време. И ќе тргне така. Да. Мартин, ти благодарам за разговорот, мислам дека беше интересен и за нашите гледачи. За крај што би им порачал на оние кои сега почнуваат со карате, на оние кои веќе зачекориле, па се двоумат дали да продолжат интензивно и да бидат успешни каратисти, и на оние кои веќе се близу до тебе според она што го постигнуваат. Да. Да ви се заблагодарам прво на вас за поканата, за оваа прекрасна емисија за спортот. На сите спортисти што се во градот, нека тренираат, нека бидат упорни, нека се откажуваат од многу работи за да успеат во спортот. Без разлика нема да зажалат, нема да погрешат. Нема да зажалат, ќе бидат многу среќни, значи спортот е најдобар афирматор на самиот себе. Кога ќе се качат на тај пиедестал, ќе го сватат чувството дека ништо немат изгубено. Тоа е целосна сатисфакција за се она што е, целата пот што е потрошена во. Да, пиедесталот, првото место е нешто неопишливо чувство. Така, ти благодарам уште еднаш за многу тоа што не беше гостин во емисијата. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со Мартин Стојменов, момчето кое знаеше што сака уште на 5, 6, 7 години и кое се уште го тера тој исправен пат во животот, затоа што спортот и здравието одат заедно, а награда за се до тоа е се успесите кои ги постигнува еден млад и успешен спортист. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте, пријатно и довидување.